Неколку сезони поред во Пинг-понгарската федерација на Македонија се разменува мислење за тоа како да се дојде до напредок во Европа и во светот мошни популарен спорт. Конече ова идеја дојде до фаза на реализација во кој како помагатели, покровители и главни фактори за отварање нови пинг-понгарски центри се неколку спонзори и донатори и пред се Агенцијата за млади и спорт и Меѓународниот олимписки комитет. Пинг-понгот во Македонија има долга традиција, можем тоа да го потврдам. Од него имаат излезено, да кажам, доста квалитетни пинг-понгари, не само од градот Штип и од Република Македонија, но генерално, ако не се продолжи со работа со млади категории, на краток, среден и на долг рок нема да може да го одржиме развојот на овој спорт. Така да ова беше, да кажам, еден од главните мотиви, односно наш водич во однос на отварањето на овие центри. Зошто Штип? Значи, ние како федерација за почеток таргетиравме 4 града во Република Македонија, каде што во текот на 17 и почетокот на 2018 ќе ги отвориме овие центри. Избравме градови кои што со висока, долга традиција во одржување на квалитетен пинг-понг и што инфраструктурно и од гледна точка на тренерски кадар ги исполнуваат тие услови, односно поставени од нас задачи за да може да ги водат овие центри. Така да Штип е еден од нив, затоа и не случајно е избран како прв град каде што ќе го отвараме, но како што споменав, за краток период од недела-две и почетокот на 2018 ќе ги отвориме и другите 3 центри во Република Македонија. Македонскиот олимписки комитет од секогаш ги поддржува спортските проекти во кои се присутни масовноста и спортскиот дух кај младата популација. Токму пинг-понгот бил подовен спорт и кај првиот човек на Меѓународниот олимписки комитет Васил Топурковски. Ние го помагаме спортот во Македонија, живееме за тој спорт и ова е една фантастична идеја и затоа ја поддржавме од почеток. Ќе се обидеме и да на одреден начин колку што можеме скромно да ја финансираме, затоа што ова е спорт кој што може да биде масовност застапена, може да бидат и дечињата и девојчињата, што е многу важно. И важно е во Македонија од оваа генерација да почнат со спорт како вие млади деца, затоа што ние имаме големи опасности за здравјето на децата, што ги признаваме. Ги знаеме бројките, тие се трагични. Ако не се определат млади да почнат со спорт, со некој спорт, пинг-понгот е одличен, би имале вистински проблеми. Затоа ние тоа навистина ќе помогнеме од се срце, почнаме веднаш, ќе се отворат центри, сигурно ви кажа председателот во Прилеп, во Крива Паланка и во Скопје, и тие се традиционални центри, така да очекуваме од ова бум да стане, затоа што ќе расте бројот од самите информации што ќе ги дават другарчињата со учениците, ќе ги има тука многу. Штип како расадник на таленти и на врвни пинг-понгарски шампиони, не случајно одбрат да биде репер во отварањето на овие центри. Штип го одбра гледајќи дека Штип е спортски град, пинг-понгарски град, од кој што потекнуваат голем број на репрезентативци од пионерска, младинска и сениорска конкуренција, освојувајќи голем број на шампионски титули. Можам да кажам дека е еден од битните фактори кој што влијае за Штип да стане центар, да се отвори младински центар за млади категории во пинг-понгот. Пинг-понгарската школа работи веќе, можам да кажам, ово е свеченото отварање, меѓутоа ние имаме помеѓу 20 до 25 дечиња, се поделени во 3 категории, значи секоја категорија има посебен тренинг, бидејќи имаме 3 категории на деца. Интересно е да кажем дека започињаме категории за запишувањето во овој спортски центар е на возраст од 5 до 14 години, за младите категории на возраст од 5 до 7 години имаме направено спортски игри за познавање на пинг-понгот, вештините, односно самите елементи во пинг-понгот, додека пак во поголемите категории веќе е изучувањето и на самата пинг-понгарска игра. Термините за ова пинг-понгарска школа, односно тренинзите кои што ги објавуваме се изvedуваат во спортската сала Јордан Мјалков. Тоа се вторник, четврток, петок од 17:30 до 19 часот и сабот и недела од 11 часот до 12:30 часот. Така да ги повикувам сите љубители на пинг-понгарската игра да дојдат да го посетат овој пинг-понгарски центар. Вратите се отворени за сите мали дечиња на возраст од 5 до 14 години. Покрај врвниот пинг-понг кој го красат вредни награди и трофеи, во пинг-понгот фигурираат имиња со факултетски дипломи, па и академски титули, од кои секако најиздути се имињата на светски познатите и признатите кардиолози Жан Митрев и Сашко Кедев.
Од тука идејата, организирана уште од мали нозе, да се популаризира пинг-понгарската игра е полн погодок на Федерацијата, на Агенцијата за млади и спорт и на Меѓународниот олимписки комитет.